Не само оставка, туку и кривична одговорност од министерот за здравство Клековски. СДСМ бара сите да одговараат за Гостивар, но никако не Лимани, човекот што тие му помогнаа на избори да стане градоначелник. Сегашниот така наречен греф на Клековски е што според СДСМ, тој и владата не реагирале навреме во случајот со загадувањето на водата, со што дозволиле гостиварци да завршат во болница. Според опозицијската партија, министерот признал дека црвениот аларм бил предоцна запален, што според нив значело дека институциите 5 дена не ја предупредиле јавноста и не презеле соодветни мерки, додека бројот на заболени постојано растел. 5 дена институциите молчеле. 5 дена не ја предупредиле јавноста. 5 дена не презеле мерки, додека стотици граѓани се разболувале. А Центарот за јавно здравје Тетово водата ја прогласил за безбедна. Гостиварчани 22 дена пиеле загадена вода со фекалии. Над 4070 граѓани се разболеа затоа што црвените светла на Мицкоски и Клековски се вклучија предоцна. Инаку, откако изби скандалот, опозицијската партија и незиниот лидер Венко Филипче ниту еднаш не побараа оставка или кривична одговорност од градоначалникот на Гостивар Лимани. На последните избори тој победи токму со помош на гласовите на СДСМ. Од владеачката ВМРО ДПМН пак ги отфрлија обвинувањата, оценувајќи дека СДСМ со денови шират лаги и паника и потсетија дека контролата на квалитетот на водата е во надлежност на локалните институции, а таму на власт е друштвото СДСМ, ДУИ и Таравари. Да ги информираме, ако не знаат, или да ги подсетиме ако заборавиле, контролата на квалитетот на водата ја прават надлежните локални институции. А локалната власт во Гостивар е на друштвото СДС, ДУИ и Арбен Таравари. Градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани, е кадар токму на оваа дружина. Случајот Гостивар предизвика меѓупартиски препукувања и во албанскиот блок. Од ДУИ изразија загриженост и потсетија дека водата за пиење е основно човеково право и побараа транспарентна истрага и одговорност од сите инволвирани. Одвреди пак јавно ги повикаа да одговорат каде завршија 7 милиони евра донација од Швајцарија и Германската развојна банка за проектот за реновирање на водоводот во Гостивар, кој требаше да обезбеди еднаков притисок на вода за сите гостиварчани. Проект кој требаше да започне за време на градоначалникот Невзат Бејта од ДУИ, а да го заврши Арбен Таравари.